Почна и последното полугодие од моето школување, се надевам. Ера на единиците започна, но не е изговор тоа да се намали со вежбање и снимање. Идеме во полна парја. Денеска гради претходната недела со една серија од бучици се спремив поточно за денеска тотално да се уфрлат во програма и ќе видиме дали спотките ќе се поместат лесно или дали воопшто ќе се поместат. Малку подлабоко во видеото ќе кажам нешто за истите, дали бучици или тегови, односно тегови на шипка. И тоа е тоа, уживајте во видеото. Неделата се почнува со оно што е најдобро, уствари е chest day. Правиме гради со тоа што денеска ќе пробам фокусот да биде не на бенчот, туку на incline dumbbellsот. Сега, која е разлика помеѓу бенч со бучици и бенч со барбел, со шипка? Кога е бенч со бучици треба да користиме повеќе стабилност, односно повеќе фокус на вежбата, повеќе ќе работи рамото, подлактицата, трицепсот, повеќе ќе бидеме затегнати во стомак, едноставно ќе ни биде потешко. Сега, ако е потешко, нормално знаеме што е потешко, тоа подобро, што поризично, тоа подобро. Ако е потешко, зашто и рамна клупа не пробам со бучици, едноставно рамниот флат бенч не може да се замени со ништо. Тоа е вежба која сите што одиме во теретана ја практикуваме. Едноставно одлична за стимулација на самите гради, се додека сме почетници. Кога ќе го надминеме онова природно ниво, кога ќе сме на некоја хемија, толку сме или сте, тогаш више рамниот бенч нема потреба, може да фокусираме само на коса клупа и тоа е тоа. Денеска тоа ќе биде тоа, incline бенчот, односно incline бучици ќе бидат во фокус и ќе отидеме до максимум. Прашање е оно зашто толку се форсира коса клупа во гради, а не рамна или обратно. Тоа е поради тоа што огромен дел број од вежбачите никој скоро не му фали долна града. Секогаш проблемот да се изгради е оној дел тука, горната града, и затоа многу луѓе преферираат и советуваат да се оди цело време на коси варијанти, бидејќи со косите варијанти и ќе секнете долна града, средна, но и ќе изградите горна. Сега, контра работа од ова, па што ако имаме добра долна града, зашто да ја запоставиме кога можеме да ја вежбаме исто оноку колку што горната. Тука спаѓа тренингот со голем интензитет и мал волумен, кај што може да уфрлиме повеќе вежби, да уфрлиме помалку сетови, но реков повеќе вежби и ќе ги опфатиме и горна, и долна, и средна на најако ниво. Зашто досега ги немав бучиците како вежба во мојот програм е причина поради тоа што градите ги правам еднаш неделно
И тој еден тренинг сакам да биде чисто убиство и затоа ги имам трите бенча: кос, рамен и надолен. Тоа е со цел да добијам појака сила, појака хипертрофија на градите. Но доколку практикувате гради 2 пати неделно, бучици заедно со комбинација од рамен бенч и потоа коса клупа заедно со рамен бенч бучици, може да биде од како добра корист. Така идел Рони Колман, односно практикувал да иде еден тренинг со бучици, еден тренинг со шипка. Стимулацијата на градите според мене е подобра на бучици, но ете, не ги правев месец дена за 2 месеци за да испочитувам самата програма. Завршен уште еден одлично вработен chest day. Пумпата на крај беше одлична, не успеа да се види толку добро поради 3XL мајцата која ја носам, блузата. Јас го обработев цел тренинг, онака како што идев последниот по варијанта. Највише запазив на првата вежба или incline dumbbell, каде што успеав стотките се помрдна, тешко, 2 пати, на третиот откажа. Можеби ќе имаше чисти 6 повторувања доколку отидев за загревање па директно на нив, ама пред тоа веќе се изморив, но подобро така отколку да се повредам со некој страшен еголифт како што би бил тој од загревање директно на стотките кои ги немам досега правени. 2 месеци пред ова видео ќе пробам да го оставам тоа на крајот клип како двајца ми ги ставаат стотките, ја пробувам, не можев ни да ги додржам и падна. Еве сме тука, како ги сам ги кревам, сам правам 2 full reps и на третото ми откажуваат и тоа е тоа. Фала што го изгледавте видеото и се гледаме во наредното.